Почитувани гледачи, ова што пред малку го слушнавте и го видовте е најава за мојата следна гостинка. Добро видовте, добро ја знаете, тоа е Јуле Николовска. Јуле, добри ни дојде повторно во нашето студио, драго ни е што си наша гостинка повторно. Добро ве најдов и добар ден на тебе и на целата екипа на вашата телевизија. И еве јавно ти се заблагодарам за поканата во твојата емисија и морам да кажам дека прекрасно се чувствам кога ќе овде кај тебе. И гледачите да ги поздравиме. Така, Јуле, слушнавме две песни кои што се прилично нови, нели? Првата која што ја слушнавме беше Не барајме. Не ме барај. Не ме барај, така. Ајде прво за неа да поразговараме малку. Ова песна има и спот, не е испеана на фестивал, меѓутоа ќе ни кажеш со кого ја работеше. Така. Значи, оваа песна е изработена кај Љупче Анастасија, музиката и аранжманот се негови, текстот е на Васко Димовски Джими, еве да го поздравам во оваа прилика. Инаку, како што напомена, за истата песна има и видеозапис. Песната излезе некаде мај месец. Така. Не ме барај, така да добро помина, добро е прифатена. Задоволна си како е прифатена? Јас, да, се пронајдов во песната, ми се допаѓа. Им се допаѓа на мојата публика, така да окей. Така, каде го работевте спотот? Спотот е работен кај професор Гурко. Така. Да, поздравувам и него. Верувам дека не гледаат сега, да. Така, во денешната емисија немаме можност да го погледнеме спотот, меѓутоа во редовните програмски содржини на МТМ телевизија сигурно ќе го погледнат гледачите, а и верувам дека досега го имаат погледнато. Го имаат видено, да. Така. Втората песна е Осамена. Осамена. Да речена, малку така побавна песна. Балада. Балада, така. Балада е на, како да кажам, поп-рок балада, која што со истата настапив на Охридски трубадури, кој се одржа на 22 август, сега неодамна. И песната е на, морам да го поздравам, еве, Далибор Даки Џошич. Песната е негова, аранжманот исто, текстот исто. Музиката за музиката, еве, се погрижија и Арија Бенд, еве, за да звучи онака како што навистина треба да звучи. Задоволна сум од соработката со нив и се надевам дека во иднина ќе продолжиме да соработуваме. Значи, песната помина одлично на фестивалот, морам да кажам. Значи, од 24 композиции, мојата се искачи на 9-то место. Значи, добри поени од луѓе кои што навистина не ги ни познавам во жирито. Си реков, ајде да пробам да видам како е и по фестивалите малку. Доста беше само по настапи, свирки, приватни, нели? Так. Малце посериозно ја потфатив оваа работа и така да добро помина. Сега за сега сум задоволна и ќе настојувам понатаму да создавам добри песни и она што сака народот од мене, нели? Да. Така. Дали планираш и за оваа песна да направиш, еве да ја запишеш со еден спот? Па видете, не сум планирала за песнава да направам видеозапис. Некако добро се склопи со Охридски трубадури. Со фестивалот? Да, со фестивалот, значи буквално бината беше прекрасна на Охрид фест, така да му доаѓа како некој мини спотче. Нема потреба од видеозапис. Да, и моје мислење е дека нема потреба да фрламе сега финанси. Мислам дека не е потребно. Без потреба, не. Така. Првата песна беше малку побрза, оваа рековме дека е малку побавна, балада. Кои песни најмногу ти лежа да ги пееш? Дали баладите или можеби побрзите песни? Во кои се пронаоѓаш повеќе? Па, искрено умеам да ги пеам и тие, значи не дека не ми лежат. Се снаоѓам добро и во тие, но некако, еве, јас по природа сум голем емотивец, така да секогаш во песната го слушам текстот, го гледам текстот. И така да некако баладите, а секогаш за таквите балади има, нели, тажни или не знам љубовни текстови, така да мислам дека се баладите. Повеќето во баладите се пронаоѓам. Повеќе ти лежат на срце. Повеќе ми лежат, да, ајде. Така нека биде. Така. Јуле, дали
дали имаш некој омилен фестивал кој што еве обожаваш или сакаш да настапуваш, ти е приоритет да настапуваш на него, или можеби фестивал си е фестивал, без разлика на тоа за кој име станува збор? Така. Па знаете како, за секој пеач инспирација, значи сон е да застанеш нели на таа голема бина, да кажам, на фестивали. Кај нас не знам кој фестивал би можела да го одвојам на кој што јас сакам лично да настапувам. Во принцип, знаете, јас работите се одвиваат некако спонтано кај мене. Не дека јас си лежам на така спонтано, нека се одбива, дека не ги форсирам работите, дека не работам, но како да ви кажам, сакам едноставно спонтаноста, јас сакам така да ќе видам, сигурно ќе ми тргна некако со фестиваливе. Значи морам да кажам дека и настапив на Спасовден, тоа се беше некаде на 13 јуни годинава. Исто се одржа во Охрид. На тој фестивал бев на Охрид фест. Па не знам, можеби и тука некаде ове скопски малце да фатиме овде. Малку по Скопје. По Скопје, да. Така, добро. Иле, си пееш сама, нели, во твоите песни, меѓутоа сакаш ли, што ќе ни кажеш еве за дуетите, сакаш ли со некој да направиш некој дует? Па зошто да не? Еве јас ќе ги поздравам композиторите, авторите кои што верувам дека не гледаат во моментов и доколку добијат некоја инспирација да направат песна за еве како вокал како што сум јас, и ако ете не знам, гласовно се најдеме со некој мој колега, зошто да не би ми било навистина задоволство. Сега не би можела конкретно да одвојам кој пеач би бил и како, а би сакала тоа да се случи, да. Да, би сакала. Така. Добро, Јуле, што планираш понатаму? Еве, Охрид фест го спомнавме, Спасовден го спомнавме, новата песна, нели, со спотот. Што планираш понатаму? Па што следи понатаму? Да сме живи и здрави пред се. Значи, исто со мојата екипа работам на нова песна. Исто со Даки Далибор Џошич. Со него ќе продолжам и понатаму да работам. Значи, настапите се тука, свирките се тука, свадбите се тука, приватните прослави, паралелно у студио да сработиме нешто и по телевизиве, нели, гостувања кај вас и кај сите останати. Тоа е во иднина. Така, кога сме веќе кај настапите, тоа значи дека може да те видиме, нели, по свадбите, на друго место каде настапуваш? Моментално сега, значи, само приватни забави, тоа се свадби, значи веридби, мекици, приватни прослави. Моментално сум само таму, не сум, значи, во некој си ресторан. Може да се случи, значи, неодамна бев во Пробиштип. Се случува, значи, месечно еднаш кога викендот имам ден-два слободен, да отидам и надвор од Скопје. Претежно сум повеќе тука, ама се случува и да одам надвор, значи работата си го бара своето, нели? И тоа е тоа. Така. Добро, Јуле, ајде малку доста за работата зборуваме, малку приватно. Имаше ли време за одмор ова лето или беше доста напорно и работно? Па, знаеш како, некако го комбинирав и одморот и работата, така да си комбинирав цело време и со одморив, искрено да ти кажам, значи бев добри 10 дена онака фри, никој да не ме бара. Бевме, значи, да, со мојата кергичка, со мојот сопруг, бевме на одмор. Паралелно, нели, си се слушав со колегиве што е, како и новата песна. Работи. Да. И тоа е тоа. Така. Рековме дека си добра пеачка, мислам, тоа го знаат и гледачите, меѓутоа си и мајка. Мајка, да. Со твојата керкичка поминуваш веројатно поминувам, да, она веќе, значи, 9,5 години, 10 ке прави уствари сега во ноември. Веќе е голема, така да ме слуша, си ги извршува своите работни обврски што ги има на школа, еве сега. Одскоро почна на училиште.
голема е, се разбираме, ми помага и така да задоволна. Значи добро се справуваш да, и во улогата на мајка и во улогата еве на професијата. Па да, би беше тешко, морам да кажам на почетокот, бидејќи беше мала, ми беше малце потешко, но се снаоѓав некако со сопругот, со моите дома и помагаа, морам да кажам, да. Так. Сега, оно што ги интересира, верувам дека гледачите, која е Јуле приватно? Интересно прашање, морам да кажам. Која е Јуле приватно? Па една нормална личност, како да кажам. У принцип, еве, ќе откриам нешто за мене, јас у принцип не сакам многу да сум сама. Сакам луѓе околу мене да ме обкружуваат, значи луѓе со позитивна енергија. Не сега дека нон-стоп 24 сати сакам да сум со луѓе, меѓутоа има едно 15-20 минути, половина час од денот кога сакам да сум сама, онака чисто да се олабавиш малце од секојдневните обврски, но во принцип не сакам да сум сама. Сакам друштво, да, сакам друштво, сакам дружење, сакам шетање, комуникативна личност. Комуникативна личност, да. Да, значи и на приватен и вака и на професионален, да, сум таа основа. Оние кои ме знаат, мислам дека добро ме познаваат. Така, добро. Јуле, јас ти благодарам за денешниот разговор. Веќе дојде крајот на овој разговор. Се надевам дека наскоро повторно ќе ни дојдеш со нешто ново, да ни отпееш овде и ти посакувам многу успех понатаму. Ви благодарам на вас, исто и на вас. Јас ви посакувам само успеси и се надевам се гледаме набрзо со нешто ново. Тоа сигурно ќе биде. Така. Побрзо. Ти благодарам уште еднаш, а ние почитувани гледачи одиме понатаму, следува кратка пауза, а потоа се враќаме повторно назад во студиото.